Жените во ретката периодика. Во периодот на Втората светска војна жените маршираат паралелно со мажите во борбените редови и нивната борба е против фашизмот и отпор против окупацијата. Уште во 1941 година македонките активно се вклучиле во обезбедувањето на облека и храна, и легални засолништа и курирска служба. Во НОП од Македонија биле вклучени 5752 партизанки, од нив 300 загинале на фронтот, 7 жени станале народни херои, а 141 биле величани преку спомен обележја. Македонките активно учествувале во НОП преку пишување на статии, прогласи и манифести со политички содржини. Како резултат на општествените случувања во Македонија во 1944 година се појавува весникот Македонка како прв одглас на македонските жени. Жените по дух се југословенки кои заеднички се борат за добивање на право на глас, еднаква плата, рамноправност во бракот, општествениот живот, уметноста и културата во тогашна Југославија. Жената партизанка е нова слика за балканската жена. Физичката борба е идеолошка борба. Македонка – орган на антифашискиот фронт на жените од Македонија. 8 години излегува како тримесечник, а потоа има неопределена периодичност. Ова е првото женско списание во Македонија, кое се финансирало со донации од жените од АФЖ. Првиот број е објавен во 1944 година во ноември, отпечатен во село Врановци во Прилеп и Битола. Списанието добива тематски и содржински промени. Редакцискиот одбор го сочинувале Веселинка Малинска, Вера Николова, Благојка Демниева, Лилијана Манева. Од 1945 година редакцијата информира дека во секој број редовно ќе објавува по една страница прилози за наука, култура и уметност. Нашиот пат повикува на неформално образование, курсеви за описменување, вечерни школи, обуки наменети за жените. Прва конференција на антифашистичкиот фронт на жените во Македонија. Првиот број содржи програмски текстови за борбата што ја градат сликата на жената партизанка. На 2 август 1944 година АСНОМ издава решение во кое жената во Македонија се изедначува во сите права со мажите. Вклучени биле жените од сите социјални слоеви и националности кои објавувале статии на својот мајчин јазик. Жените се само презентираат, ја испишуваат историската вистина, стануваат општествено рамноправни субјекти и влегуваат во политичкиот живот за да се стекнат со права. Жените пишуваа за вториот конгрес на антифашистичкиот фронт на жените во Македонија. Литературни прилози објавуваат првата генерација македонски писатели. Авторките објавуваат репортажи, писма, вести, прилози кои се огледала на културните и уметничките достигнувања на жените од Македонија. Присутни се домакинките, интелектуалките, писателките, партизанките и патриархалните жени. Во 1945 година жените се стекнале со право на глас. Политичкото будење на жените и стекнувањето со политички права придонесува кон подобрувањето на јавното здравје, образование и култура.
Жените биле значајни за библиотечната дејност затоа што формирале библиотеки во селата низ Македонија и учествувале во собирањето и купувањето на книжен фонд. За популаризација на библиотеките било потребно масовно вклучување на жените кои со разни акции овозможиле снабдување со книжен фонд. Само со една акција биле собрани 5.000 книги и 11.000 динари за купување на нови изданија. Жените ја зголемуваат нивната медиумска покриеност. Од 14 февруари 1945 година секоја среда од 6:30 до 7:10 часот навечер на Радио Скопје одела емисија за АФЖ во Македонија. Гласот на жените е погласен. Тие повикуваат на борба и ослободување на сите луѓе. Впечатливи се рубриките за мода. На страниците се нудат најновите модели со облека наменети за жените и децата. До 1941 година во Македонија било забрането прославувањето на 8 март. Во 1945 година бил одржан првиот митинг од жените во слобода. Тие се избориле за создавањето на новиот живот на рамноправната жена во Македонија. Од тогаш се прославува 8 март како Интернационален ден на жената. На првиот митинг со транспаренти во рацете излегуваат жените од сите слоеви и упатуваат на слоганот: Да живее 8 март, борбениот празник на сите жени.